Не верувам дека некој друг ја сака Македонија повеќе, па браво. Ние што ја пренесовме изјавата дека Косово е негова тковина, да ни е срам. Срам да ни. И на сите вас што го критикувате човекот, да ви е срам. Гаши е модерниот Питугули, да. Нема некој друг што поише ја сака Македонија од него. Вода може да му носите сите од чат на Гаши колку он ја сака Македонија. Вие не ја сакате толку. Посебно ја сака Македонија од позиција на председател на собрание. 3000 евра плата, службено возило. Оваа Македонија го направила од пропали рапер втор човек у државата. Благодарение на Македонија, во име на Македонија Мицкоски го направил него председател на собрание. Бидејќи нели викаше Мицкоски твоја Македонија. И стварно он ја направи Македонија на Гаши. Нема човек што поише сака Македонија, но јас му верувам, свака час браво. Еве режија вика Гаши умало, викале Македоно љуб. Љубчо. Африм Гаши бубе. Зашто е бубе? Пошто ја сака многу Македонија. Ја љуби. Не верувам дека некој друг ја сака Македонија повеќе, па браво. Ова е факт. Ова е факт. Ова е факт. Сите што ние што ја пренесовме изјавата дека Косово е негова тковина, да ни е срам. Срам да ни. И на сите вас што го критикувате човекот, да ви е срам. Гаши ти е као Питугули. Питугули, например. Тоа е Гаши. Гаши е модерниот Питугули, да. Он е тој. Свака час, мислам, стварно се гледа од него дека он е човек кој што нема некој друг што поише сака Македонија од него. Вие сте тука мали вода може да му носите сите од чат на Гаши колку он ја сака Македонија. Вие не ја сакате толку. Посебно ја сака Македонија од позиција на председател на собрание. Ептен. Многу ја сака. 3000 евра плата, службено возило. Зошто да не ја сака? Знаете колку ја сака Македонија? Оваа Македонија го направила од пропали рапер втор човек у државата. Благодарение на Мицко. Благодарение на Македонија. И он мора да, и он највише ја сака. И са склопна околности, е сега Мицко... Како на Македонија? Па се склопна околности е, например, Мицкоски, сега он е мандатар. И он му ја дал таа... Многу јаки кадри бира. Во име на Македонија, Мицкоски го направил него председател на собрание. Многу јаки коалициони партнери бира, многу јаки кадри има. Бидејќи нели викаше Мицкоски твоја Македонија. И стварно он ја направи Македонија на Гаши. Значи твоја негова е сега. И така. И он нема човек што поише сака Македонија, но јас му верувам, свака час браво. Добар избор има господинот Мицкоски. Да. Ама председател. Еве режија вика Гаши умало, го викале Македоно љуб. Македонецот. Љубчо. Да беше од Битола Македонецот ќе го вика. Не бе, скратено го викаат Љубчо. Бубе. Бубе. Африм Гаши бубе. Зашто е бубе? Пошто ја сака многу Македонија. Ја љуби. Види го бубето. Да. Он ја љуби Македонија и затоа е он председател на собрание, пошто многу ја сака Македонија. И јас на господин Мицкоски можам да му честитам за И сега сакаш да кажеш дека ова што баш како што овој избор на во првата реакција негова он кажа на Facebook, мислам дека беше, он кажа дека лошо бил разбран, лошо бил преведен како што и предпоставуваме. Лошо бил преведен и многу бил сложен албанскиот јазик и лошо сме го разбрале. Тоа го очекувавме. Околу граматиката нешто неточно. Ама тоа нели апсолвиравме дека на новоалбански не било така, тие Не, ние цел ден пред реакцијата на Гаши дека кажавме дека најверојатно бидејќи Мицкоски неговата израда рече ако на вистина така кажал, барам да се извини. Тоа значи еве ти простор да се објасниш дека тоа така не е, за да не мора да се извинува. И он нели излезе другиот ден и рече ја не реков така. Ја реков тоа била татковина на моите предци. И така. Мене писмени новинари не знам да преведат. А Мицкоски инаку сигурно, Мицкоски не изјавата беше рече. Сигурен дека ја сака, затоа што не он рече кога разговарале, он цело време кажа Македонија колку ја сака. Да, и дали ти се верува, они седнуваат на преговарачка маса и зборат за Македонија колку тоа ја сакаат, кој повише ја носи во срце, во бубрези. Абе, што да ти кажам? Еве, ајде да видиме таа слика така што се во една преградка.
Ја обединија Македонија, сакаш да Да, кажеш да, вака. да. Аха. Двете највака. Уште еден ми фалеше за трите дела. Двете цела најголеми Да. етнички заедници во државата се обединија пред една таква символика. Сега ќе видите. Која е символиката? Символика, па така символично се изгушка Срдечно. новиот Неджат. Чекај, јас ќе те питам. Прозорско стакло паднало од Соравија. Добро бе, шо стана нешто? Низ државава, дед зид Прозорско праѓа. стакло паднало од Соравија. Да, у Сабајле центар. Па не потворен може зид шофер падна. шајбна да падне Сабајле. од Соравија, може стакло прозорско да падне, нормално. Зид подпорен падна. Да, потворен зид падна. Никој Се не е паѓа- надлежен. Да. Како и секогаш, мислам, ние знаевме дека никој не е надлежен, ама ето, Ете, ние одиме да Лазаровски, сликаме. Лазаровски има еден одличен предлог за ВМРО ДПМН, вели, ете у химна нека го стават. Гоце Делчев, Африм Гаши, Даме Груев, само... Така е. Браво, браво, така е. Ево, ова го почитувам. Така е, нема потреба Ова го Питу Гули. почитувам, така е. Питу Гули албанец бил. Пјотар, како го викаат. Да, еве да видиме. Таква Е. преградка. Ова е кога изгласа, еве, господата, мислам, ова е една символика на едно обединување на македонските граѓани. Значи, ВМРО ДПМН Они се гушкаат уште од воздух се залетаа, Ни- гледај. лидерот на ВМРО ДПМН на најмакедонската партија со лидерот, со председателот на како се на собранието на нашата земја, Кој што многу ја сака кој што Македонија. многу ја сака инаку Македонија, е он е лидер на алтернатива кој што има само два пратеници, а он е еден од тие два пратеници и стана председател на собрање. А еден претходен пееш заслуга. албанска химна во собранието, А ама еден, тој сигурно од не ја неговата, сака. од Од неговата неговата. партија, ама затоа избркан е тој, Да, више па не тоа е е со тоа. него, какви тој срам да му е. А може па ПСА, македонска И он сега, еве, Фирма. гледате како што може да Фирма видите, ќе. овој многу ја сака Македонија и сега заедно албанскиот дел од Македонија и македонскиот дел од Македонија символично се гушна откако изгласа откако Солзите го на изгласа човек. законот за намалување на администрацијата преку поширока подоба на веќе вработените. Значи 200.000 луѓе сега ќе работат во 24 министерства, а претходно работеа само во 20 и беа нема место кај да седнат. Сега ќе се расчисти. Во ќе има- канцелари по 20 души на пикање. Еве, слушај ми го зборот дека ќе биде зголемување, а не така, ама ајде. Ќе провериме колку е намалено, колку е зголемена бројката, ќе видиме. А Уставен ќе преиспитува околу ова за Џафери, дали може да биде и пратеник и Уставен премиер, до сега да. е познат по преиспитувањето на многу Они дојка да работи, преиспитат, Џафери веќе ќе си отиде. веќе ќе има нова влада, така да. Да. Кажете нешто за Бетмен, ќе го јадели. Зошто? Зашто го Дали јаде? има некоја фрка со Бетмен, со ЗНМ, не За- знам што е точно. Е, вака се. Точно не знам За стварно ЗНМ. што е. Значи, во оваа ситуација, не се во право. Ни ЗНМ, ни ТСМ. Ова сериозно. Значи, Бетмен има објавено кај него на Facebook профилот има објавено скриншот од YouTube видео на колешката Лепа Џундева од 21 ТВ, 24 ТВ. Она имала направено некој интервју со грчки пратеник, ако не се лажам. И сега таму пратеникот збори се и се што не е битно што збори пратеникот. Бетмен има објавено скриншот кај него од видеот, значи скриншот од YouTube страницата каде што се наоѓа видеото, има напишано добро зошто. Толку. И тоа го протолкувале како Е напад, сега како нешто. доле коментирале луѓе во објавата, не знам што направил ова, мислам луѓе коментирале во објавата што е стварно за пријава. Значи треба МВР да се ги фати тие што коментирале на објавата кај Бетмен и да се ги процесуира. Значи другите што коментирале кај Бетмен. Ама Бетмен во ниеден случај во неговата објава нема повикано нема повикано на омраза, ширење, не знам што, коментари и така натаму и така. Добро. Значи во ниеден случај Богдан Илиевски Бетмен нема повикано да се пишуваат такви коментари. Човекот има прашано само добро, зошто? Легитимно. Многу легитимно човекот прашал зошто, што имала потреба да прави такво интервју. Ама тоа е негово видување. Она може би имала потреба и нормално дека имала потреба. Професионално одлично е направено Па добро, интервјуто. тргнуваат од тоа дека предизвикал
со тоа Ама коментари. како први он право за само тоа што решил? он- Чекај, Па баба. он прашал зошто му одговараат од тоа зошто и тоа е тоа. Не, добро, зошто? Не може така. Никако не може. Добро, зошто коментари, се однес- добро, Ама не, зошто ама- кажува ама он не, сликата од неа? он не напишал добро, зошто ова каква направила ова. Па добро да е. И луѓето си коментираат. Не. Може на По овој мене- пратеникот се однесувало добро зошто. Чекај, мора брат. Не ги прашува луѓето, он општо прашува. Добро, зошто? Не се управо. За нама и овие касика не се управо. Со ова реакција